Почитувани гледачи, вие го следите најновото издание од емисијата Мој став на интернет фреквенцијата на М телевизија. Ново издание на емисијата, нов соговорник, нов гостин. Велам добре дојде за господин Томислав Јовановски, новиот организацијски секретар на партијата Единствена Македонија. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Како сте? Право ви благодарам вас на издвоеното време да поразговараме за некои теми кои што го тангираат и работењето на партијата и нашето, да речеме така, совкупно. Добро е. Почнуваме да работиме одма после изборите. Тоа што нели ги знаеме резултатите, не би се навраќале на резултатите од последниот изборен циклус. Го знаеме и нашето окружување во какви околности функционира партијата. Што значи организацијски секретар на партијата и имаше ли досега човек на оваа функција со оваа улога? Вака. Организацијски секретар е на хиерархијата на партиското делување е позиционираност од аспект на личност која треба да ги координира активностите, да биде спрега помеѓу базата, општинските комитети и извршниот, односно централниот комитет на партијата. Јас сум од неодавна вратен од постдипломски студии во окружението и од Српски универзитет и не би говорел премногу за она што било, би се фокусирал на она што предстои. Можам да послушам дека, понајќи се долги години со професорот доктор Јанко Бачев, дека партијата има потенцијал. Во каква состојба ја затекнувате партијата? Да, многу добро прашање. Значи, партијата има потенцијал. Ако ги издвоиме двете водечки партии, ВМРО-ДПМН и СДС, кои што имаат изградена инфраструктура, значи Така говориме за големи партии. Големи партии кои што имаат изградена инфраструктура од аспект на местно организирање на местно ниво, местни комитети, општински комитети, односно општински одбори, ако стане одбор за СДС. Трета партија која ги опфаќа сите 80 општини во Македонија и има изградена своја инфраструктура е Единствена Македонија. Сметате ли дека досега не беше доволно искористен потенцијалот на оваа македонска партија? Видете, потенцијал што потенцирав постои. Детектирани се одредени пропусти. Исто така детектирани се одредени, да речем, слабости во она што се нарекува спрега, значи комуникација помеѓу базата и врвот на партијата. Интенцијата на организацијскиот секретар и тимот што стои позади него е во тоа да направиме таа комуникација да биде почеста, пофреквентна и при тоа да имаме можност да го чуеме мислењето на базата, на членовите, на општинските раководства и тоа да се вметне во она што се нарекува определба во некој документ на изгласен на извршен, односно централен комитет. Велите дека има многу работа. Има. Со што ќе почнете напред? Веќе од едната недела моите први чекори ќе бидат остварување една средба со председателите на општински комитети низ Скопје, што сметам дека Скопје како најголем град, тука и имаме 10 општини во рамки на градот Скопје и овие што гравитираат кон Скопје. Значи тоа се 15 на комитети кои што треба да ги чуеме нивните размислувања, да видиме со какви проблеми се соочуваат, што можеме да направиме и да го искористиме максимумот. Тие луѓе се искусни луѓе, се сакаат државата, општеството во кое функционираме така како што е, но нивното мислење ми значи.
Сметате ли дека партијата треба да претрпи одредени реформи? Па кога говориме за реформи, тука ќе го кажем и оној кадровскиот дел, да се вклучи можеби конечно подмладок во партијата? Така, моje лично мислење дека партијата треба да цели кон закружување на она што е инфраструктура, значи покрај постоечките екипирање на постоечките општински комитети и освежување на одредени комитети ширум државата, истовремено да се работи на возобновување на унијата на млади сили, возобновување на унијата на жени. Така. И на оној сегмент на, би ги нарекол, ветерани. Така. Каде го гледате денес местото на, ги кажавме големите партии, ги споменавме оние поголеми партии, па дури и една нова партија која што сега освои, чинам дури и 6 пратеници на господинот Максим Димитриевски. И Левица, секако двете партии освоја по 6, да. Добро, Левица веќе неколку години назад, нели, функционира, меѓутоа она што изненади беше партијата на Максим Димитриевски. Што ја спречува единствена Македонија да ги постигне тие резултати, господине Јовановски? Видете, ако се вратиме малце наназад, на локалните избори 2013, од оние документи што ми се мене достапни, како функционирала партијата, зето освоила 17 советници на локално ниво, широм државата. 2017 на локалните избори освоила 13 советници. Значи, согласно моделот, изборниот модел, што е по изборниот законник во Македонија, тие резултати се забележителни. Потоа дојде нели периодот на короната и тука почна некоја имавме тенденција на тоа се гледа и по резултатите на отцепување на гласачко тело. Сега, наше, во разговор со базата, затоа потенцирам базата често, да видиме кај се проблемите, кај се тие изгубени гласови и како да ја повратиме до вербата. Зашто ако се можело на 2 изборни циклуси да се освојат после двете големи партии, да се освојат забележителен број на гласови изразени преку советнички места, значи дека постои потенцијал, само треба да се види што е тоа што се смени со ковид пандемијата. Кога ги споменуваме и другите партии, веќе искористам можноста да споменам дека во партијата Левица доста е активна младината, односно имаме доста млади кои што таму сакаат да земат учество. Сега вие имате голема соработка со другиве, овие пензионерите сега што исто така им се потребни луѓе кои што ќе застанат на нивна страна, меѓутоа и ве како млад човек моето прашање е како да се привлече младиот човек токму кон една ваква партија која што навистина се залага нели за македонските национални интереси. Можеме ли денес да го придобиеме младиот човек во Македонија и се грижат ли младите за токму тие интереси? Може, дефинитивно верувам дека може, со тоа што треба да се работи да им се понуди опиплива стратегија, нешто што може да ги привлече. Како што потенцирав, јас сум однеодамна вратен од окружението на Македонија и не сум премногу запознат со тоа врз основа на кои критериуми било одредено да се таргетира како таргет група, да се таргетира населението од 60 плюс, а при тоа да се да речеме можеби да се стави во втор план ова што вие го потенциравте младината. Јас се залагам за тоа како таргет групи да бидат офатени двете, но акцентот да биде на младите, зашто крај на крајшата нели таа девиза што е кажана, светот останува на младите. Така, меѓутоа ќе се сложите дека навистина се потребни реформи, како во партијата, така и во се она кое што ќе се случува во идниот период, што е предвидено, кои идни активности се предвидени за периодот 2024-2025, не следуваат и локални избори, како ќе гравитира и ќе функционира партијата? Па, ако тргнеме на страна она што се нарекува нели стратешка определба, каде што нели партијата и раководството на начело со професорот доктор Јанко Бачев има искажано ставовите каде ја гледа Македонија во наредниот период. И ако во тие стратешки определби основата на тоа се
е континуитетот, каде Македонија била и каде се гледа. Тука во тој дел си има органи на партијата кои што ќе ја додефинираат стратешката определба на партијата во која насока треба и таа да се движи и да се развива и Македонија. На внатрешен план нас ни е потребно да го јадрото, значи околу кое ќе се збијат редовите, се младите. Значи, активности на терен, во базата, разговори со председателите на општински комитети, да ги чујам нивните размислувања, возобновување на Унијата на млади сили, возобновување на Унијата на жени, тоа мора да биде фундаментот на било каква активност која што ќе дојде во контекст на локалните избори. Без изградени цврсти темели такви партиски структури, резултатите може да бидат само фактор на изненадување, но никако фактор на нешто што е концепт. Ние говориме за концепт, говориме за нешто што носи резултат во континуитет и ќе го надградуваме тој резултат. Значи, нас ни треба и веруваме дека со младите кои што ќе бидат вклучени во структурите и во функционирањето на партиските органи, може да придобиеме младината генерално земено на наша страна, затоа што како да очекуваме да ни веруваат дека би донеле промена во Македонија и го бараме нивниот глас, а при тоа не им даваме шанс. Токму така, ги споменавме на неколку пати младите, ги споменавме повозрастните, Унијата на жени, исто така моето прашање е какви се внатре партиските односи помеѓу Унијата на жени, Унијата на млади сили, председателот на партијата, организацијскиот генералниот секретар, можеби има ли една кохезија на односите во партијата, ветува ли? Па јас сум оптимист. Оптимист по природа, верувам дека може да се оствари една кохезивност, едно сврзано ткиво кое што ќе даде резултат. Нели, председателот е харизматична личност кој што во овие тешки години каде што нели малкумина се дрзнаа да во позитивна смисла на зборот да делуваат во одбрана на националните интереси. Он беше набранникот на тковината и тоа скрзено ткиво може значи младината, значи Унијата на жени, партиските органи, извршниот комитет предводен од председателот на партијата, може тука да бидат еден кохезивен фактор кој што ќе работи на нашата цел. Нашата цел е локалните избори да се покажеме во најдобро светло и да таргетираме одреден број советници. Така, неколку пати го споменавме професорот Бачев, самиот кажавте дека тој несомнено се стави на браникот на татковината. Моето прашање е, ќе продолжите ли така директно да ги истакнувате ставовите кон страна на македонските национални интереси, како што досега го правеше тоа професорот? Видете, ставовите на професорот, како што споменав, се она сврзано ткиво околу кое и Унијата на млади сили, и Унијата на жени, и воопште партиските органи делуваат. Тој со неговата харизма се бори. Партиските органи заедно со председателот има поставено некои постулати, документи се спремени, под основа на кои се води оваа партиска во Македонија гледано партиска битка со нашите конкуренти, да ги наречам. И ништо не е тука индивидуално, туку се работи за концепт изгласен така, на органите на партијата. Да, и сите избрани функционери го следат тој курс, зацртан курс кој е изгласан, усогласен низ партиските филтри, значи органите на партијата, тоа се извршниот комитет и централниот комитет. Така. И секако базата која што е нашиот репер, која што треба да не можеме ние да идеме контра базата. Така, ги споменавме председателите на општинските комитети овде во Скопје, меѓутоа каде е местото на партијата на национално ниво?
Пак, ви споменав комитетите кои што се во скопските општини, како и оние што гравитираат околу Скопје. Тоа ќе бидат во најбрзо време контактирани за еден состанок кој што треба да резултира со одредени да го чуем нивен став, да резултира со одредени нивни ставови. Но ако ме прашувате мене, разлика помеѓу комитетите што се во внатрешност, дали е тоа се Македонија поделена на 6 региони, или еден од тие региони е Скопскиот, значи ја тука не правам разлика. Дали ќе биде тоа Скопскиот регион или ќе бидат комитетите од било кој од другите региони, за мене битно е суштината што тие комитети, односно избраните функционери можат и како да донесеме подобри резултати. Зашто овде не се работи само за резултат како резултат, освоен советник повеќе или помалку, се работи за профилирање на партијата, на политичката сцена во Република Македонија, а при тоа и одбрана, зашто ние живееме во окружението како што е. И ние работиме за придобивање на гласот на народот, довербата на народот и да видиме каде сме и народот да види дека може да се ослони на нас, зашто сепак времењата се доста изазовни, доста бараат мудрост во делувањето. Сите овие реформи кои што ги наведовте, со сето она кое што следи, со целата работа која што ние наговестивте, ќе стане ли единствена Македонија конечно третиот избор помеѓу големите партии во обичниот граѓанин кој што е скептик за кого да се определи? Верувам, црсто верувам во тоа, иначе не би бил на ова столче овде. Сметам дека резултатите на некои претходни локални избори, ги поменав 2013-2018, тоа го покажа и верувам дека тој резултат може да се понови, да се подобри и да покажеме дека поразлични сме. Во што? Поразлични во она што го ветуваме, поразлични во спроведувањето и поразлични во тоа како го третираме народот. Народот не е само не е битен само на денот на избори или 30 дена пред избори кога се ветуваат се и се што. Што вели членството? Вие сте релативно нов на оваа позиција, меѓутоа претпоставувам во партијата веќе се знае. Што вели членството? Бара ли промени во оваа партија? Членството оние кои ве поддржуваат досега е динамична маса. Значи, членството ги следи случувањата како и кај нашите опоненти, така и во окружението на Македонија. И нормално сака партијата да се држи до одредени трендови и затоа потенцирав дека нас ни е многу битен гласот на базата, да чуеме што има, кои се нивните размислувања, нивните ставови, како размислуваат, што можеме да подобриме и заедно, сплотени, да направиме најдобар резултат на локалните, а локалните се за година и некој месец, многу брзо ќе дојдат. Локалните ќе дојдат многу брзо. Вас ќе ви посакам се ова кое што го кажавме со успех да ви се оствари. Се надевам дека почесто ќе комуницираме вака медиумски. Господине Јовановски, ви благодарам за издвоеното време. Јас сум отворен за соработка. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме на некоја следна медиумска. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со новиот организацијски секретар на партијата Единствена Македонија. Говоревме за се она кое што се случуваше изминатиот период во партијата, меѓутоа и за новите идни активности, стратешки определби на самата партија. Се надевам дека со ова кратко интервју доближивме малку повеќе што се ќе се случува и што се ќе се превзема од страна на Единствена Македонија во периодот кој што следи. Ние се гледаме наредната седмица, до тогаш бидете поздравени и чувајте се.